Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие, и јас, имаме право да знаеме вистината. Последна емисија за оваа година, тема за вечерва, што ќе се случува или какви се проекциите за 2016 година. Малку анализа, малку компилација, еден добар микс, кој сигурно ќе ви се допадне, почитувани гледачи. За почеток, дали ќе има избори на 24 април идната година и дали тоа ќе значи решавање или крај на политичката криза во рамки на Република Македонија. Ќе има ли избори во Република Македонија? Мислам дека ќе има. Мислам дека ова голема тензија што се ствара ќе се олабави на крајот на денот и дека двете најголеми партии, и кај македонците и кај албанците, ќе сватат дека изборите се нешто што е како исход од кризата. Значи ќе се создадат сите услови, ќе има некаков договор, на крајот на денот не можеме да издржиме ние како општество. Премногу трае оваа криза и влија и на економијата, влија и на психата на граѓаните веќе. Многу е напната ситуацијата. Треба да се разбистри маглата, да се изразиме на тој начин со ова загадување денес. Ќе има ли избори во Македонија? Да, секако. На 24 или ќе се пролонгират? Па види се, пак ќе се вратам на таа формулацијата која е според мене суштинска. Нема овде избори за да има избори, туку има избори за да се врати довербата во институцијата избори. Што значи на 24 секако може да има избори, ако се створат услови да тие избори бидат неоспориви од ниедна страна. Тука правиме прва пауза за реклами. Останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. Според моје мислење, почитувани гледачи, изборите идната година воопшто нема да ги решат политичките тензии во рамки на Република Македонија, напротив, дури може да бидат усложнети тие политички тензии и политички конфликти, бидејќи на дето четврто делење има јасно каков ќе биде резултатот на тие избори, бидејќи тоа го покажуваат сите сегашни анкети. Де факто Македонија после тие избори и после Пржинскиот договор ќе биде држава која функционира на темелите на два рамковни договори. Едниот рамковен договор е помеѓу власт и опозицијата и вториот рамковен договор е помеѓу македонците и албанците. Со два рамковни договори Македонија многу скапа, многу неефикасна и многу нефункционална држава. Таква држава да може да функционира ќе треба многу пари и многу енергија, бидејќи Македонија не располага ни со едното ни со другото, за да може да преживе и да функционира ќе треба многу кислород од меѓународната заедница. Добро, што ќе се случи ако нема избори? Например, гледате, една посакувана варијанта е да имаме технички премиер, да нема избори, тој технички премиер да има многу подолг мандат од тие 3 или 4 месеци
кои би биле планирани според тој Пржински договор. И тоа би се влегло во еден филм или во една варијанта да има еден нов Борис Трајковски, бидејќи очигледно од Ѓорги Иванов не можеше да се направи нов Борис Трајковски. Предпоставам дека од техничкиот пример би сакале да се направи одредена форма или модел на Борис Трајковски. Тоа да биде реализирано, да биде ефективно, тој мора да има многу подолг мандат. Што би се случило во една таква ситуација според вас? Ние мора да имаме избори, мора да се расчисти баглата, како што кажав, да се расчитат сите оние дилеми кај кого е довербата на граѓаните. Значи, граѓаните да одлучат кој ќе биде тој што ќе треба да управува со земјата. Инаку, ако е така, тогаш ајде да размислиме да ставиме влада на експерти, најпаметните луѓе од земјата, од сите ресори, па да видиме кој би бил тој технички пример што треба да ја води. Првата варијанта која промовираше СДСМ, односно Фрчковски некаде пред 6 до 8 месеци, да биде експертска влада, која нема да трае 6 месеци, која трае барам 1 или 2 години и која треба да ги реши клучните работи во рамки на државата. И во една ваква политичка криза како што е сега во Република Македонија, претпоставува дека е создаден доволно добар амбиент да бидат решени некои од тие прашања. Медиуми, односи со името, внатрешни односи, редефинирање на рамковен договор и така натаму. Кога сте слаби, све ќе ви стават на купчи и веќе треба тоа да го решавате. Не може експерти да решават, ние сме демократија, значи во овој случај јас како експерт и вие како експерт во друга област, на пример, не имаме изглас како господинот што не гледа сега, како обичниот работник во фабрика и оној што е лекар во болница. Значи сите имаме изглас, не може експерти да решаваат. Значи политичките партии, нивната цел е да ги застапуваат интересите на одредени сегменти на населението. Одредени сегменти, дали се тоа, не знам, земјоделци, дали се тоа работничка класа, дали се средна класа, дали се висока класа со земјопоседници, дали се етнички групи, дали се вакви или онакви. Тие кога добиваат на избори глас, добиваат право да преговараат, без разлика што тие не се можеби експерти во таа сцена политичка, да речем, во економијата и така натаму. И понатаму таа влада решава врз основа на најдобрите проценки кои може да ги води ресорите. И сега вие велите експерти, не може експерти, тоа не е демократија. Што ќе прави Никола Груевски во првата половина на наредната година? Ќе го прави тоа што најмногу сака, почитувани гледачи. Ќе биде власт, а ќе глуми опозиција во рамки на Република Македонија и како второ тој период помеѓу парламентарните и локалните избори 2017 година ќе го искористи за политичко чистење на својата партија од сите тие локални мокници кои сега се премногу осилени и прават одредени проблеми во своето функционирање и делување. Сега Груевски ќе биде во една комотна позиција која ја посакува цел живот. Власта ќе биде во негови раце, а тој ќе глуми опозиција, бидејќи нема да биде премиер после 1 јануари или после 15 јануари. Секако е покомотна, но и понезгодна, да не заборавиме. Иако во моментот имаме спојување на двете функции, председател на партија и премиер, а после 15 јануари ќе имаме ситуација во која ќе имаме друг премиер. Познавајќи ги балканските начини на однесување, обходување, се што може да се случи тоа, така да од тој аспект може да не постои комоцијата, а од друга страна секако персоналната комоција секако ќе биде поголема затоа што ќе може да се однесува само како председател на партија, што е секако покомодна позиција, нели? Тоа е апсолутно омилена позиција на Груевски. Значи сите да се виновни за нешто што е во државата, а власта да биде во негови раце. Сега ќе има таа комоција после 15-ти. Што ќе прави Зоран Заев во текот нидната година? Ќе направи све да остане на чело на СДСМ и тоа ќе се случи, освен во ситуација на еден тежок декласирачки пораз на парламентарните избори, кој ќе му помогне на Зоран Заев да остане на чело на СДСМ. Тие што му помогна изминатиот период, Бранко Царенковски и Никола Груевски. Зоран Заев ќе треба да му се реваншира на Никола Груевски со тоа што ќе има возможи да победи убедливо и на локалните избори 2017 година, а Бранко Царенковски ќе го поддржи Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев треба да расчисти со сите можни опоненти на Бранко Царенковски при евентуално негово враќање во политиката, тоа е Стево Пендаровски, тоа е Гордан Ѓоргиев. На 1 јануари Груевски нема да биде премиер. Ќе имаме технички премиер. ВМРО е единствена партија во светот која нема подпредседател. Значи после Трајко Заевски, ВМРО нема подпредседател. Кога видите составот на извршниот комитет на ВМРО, дали 2-3 се сега членови на владата. Зоран Ставревски, веќе не е Гордан Куловска, веќе не е Сашо Мјалков. Значи тоа е све трната на страна. И веќе имате ситуација кога 2 подпредседатели на СДСМ, Кирацовски и Ременска ќе се во владата, генералниот секретар на СДСМ ќе биде во владата, шефот на кабинет на Зоран Заев ќе биде во владата, и тоа ќе биде СДСМовска влада. За разлика од 2001 година, кога Бранко излага од владата и цела одговорност Царенковски и цела одговорност ја става на страна на ВМРО, да помнам. Турбулентно време и добива 500.000 гласови на следните избори. Во турбулентно време ВМРО целата одговорност ќе стаи на СДСМ. Па тоа е многу мудар потек.
Тоа е многу мудар потез. Па зошто прифаќате? Мислам дека тоа не требаше да се прифати. Он има јасни сигнали од луѓето, од партијата, дека такво нешто не треба да се дозволи. Ние зборувавме за техничка влада, не зборувавме за политичка влада. И барањата на Заев кон Груевски на оној разговор с Нимен беа јасни дека се бара техничка влада. Ова е се, само не е техничка влада. Идната година Македонија и власта и опозиција ги чека еден период на едно многу болно и тешко отрезнување и разочарување во рамки на политичките разврски. Опозицијата ќе биде декласирачки поразена на следните избори, власта која ќе победи на следните избори нема да има таква ефективна власт како што имаше изминатите 10 години, односно ќе мора власта да ја дели по рамковниот договор со албанците, по вториот рамковен договор со опозицијата. Ние де факто ќе имаме држава кај што власта ќе победи, меѓутоа ни одблизу ќе нема таква власт како што изминатите 10 години имаше и практицираше во рамки на Република Македонија. И тоа ќе биде процес кој ќе биде многу разочарувачки како за власта така и за опозицијата. Едните и после 10 години нема да победат на изборите, а вторите без разлика што ќе победат ќе немат ефективна власт. Малку е смената таа структура на население во рамки на Република Македонија и ми се чини дека тоа е работа која дел од политичките гарнитури не може да ја разберат. Или постојано постои она флоскула дека пензионерите биле секогаш наклонети кон СДСМ, но ова веќе не е време кога се тоа пензионери кои испадна од комунизмот. Овие се пензионери кои биле најголем дел стечени работници во време на транзицијата. Денес тие што се opinion makeri во јавноста растеле во време на таа транзиција. Тие што се подготвуваат да бидат opinion makeri биле деца на 15-18 години во време на кризата 2001 година. Значи таа една, ајде да речеме, поригидна, подесничарска филозофија кај тие луѓе е присутна и може би општеството оди во еден сосема друг правец. Во таков еден амбиент ми се чини дека многу тешко ќе оди, да речеме, имплементирање од одредена политичка гарнитура надвор од волјата на граѓаните, посебно што имавме еден атентат врз Глигоров, имавме еден несреќен случај со Борис Трајковски, па и самата меѓународна заедница ќе има доста резерви дали би се вмешала подрастично во политичката разврска во Македонија. Видете, ние сме 2015, што би рекол канадскиот премиер, во 2015 се други односите, луѓето се многу пообразовани, луѓето имаат повеќе пристапни информации, луѓето имаат повеќе контакти преку интернет и преку социјални мрежи и така натаму. Така што не можеме воопшто да ги споредуваме работите со оние, да речеме, во времето на Бранко Црвенковски во 90-тите години, нити па дури ни со оние првите генерации од 2001 година наваму. Значи, многу е променета Македонија, многу е променет светот, информациите одат многу брзо, се оди на тоа да се работи за многу каузи кои што до порано кај нас не биле многу битни, например права на жените, еднаквост на жените, ЛГБТ заедница, права на разни други групи кои што се во подредена состојба и така натаму. И во оваа насока, значи, може да се влие до одредена мерка на електоратот. Но таа мерка дали е таа мерка, значи тоа влијание, дали е тоа доволно да се променат резултатите и оние трендови, а трендовите последниве 10 години се дека има повеќе приврзаници на ВМРО-ДПМН од СДСМ во електоратот. Тешко ми е да кажам без соодветни анализи, меѓутоа мислам дека нема да биде тоа многу пресудно, иако е можно на наредните избори. Ние тешко функционираме со еден, а камоли со два рамковни договори. Сега полека на маса ќе стават две клучни прашања. Едното е прашањето на федерализација, кое многу тешко ќе може да биде реализирано во наредната една или две години. Второто прашање, кое е многу пореално да биде реализирано, тоа е двојазичност на територија на цела Република Македонија. Ќе го стават на маса рамковниот договор, има иницијативи. Биде рамковниот договор е Зимострен излезе рече дека бара на вертикална, хоризонтална поврзаност на општините во Западна Македонија по принципот на Северно Косово. Тој е еден од оснивачите нели на ДУИ, е еден од тие луѓе кои духот на рамковниот секоја легитимна политичка мисла треба да се пласира ако мислат дека и ако помине треба да се разговара за тоа. Значи рамковниот е дел од Пржинскиот договор, а дури извештајот на Прибе зборува за имплементацијата на рамковниот договор. Тој не е дека ќе биде на маса, он е на маса, затоа што треба некој обврски да се исполнат. Политичката криза ќе биде искористена максимум за редефинирање на рамковниот договор. Ова што е прегледот на рамковниот, тој е дел од Пржинскиот договор, е дел од извештајот на Прибе, е со одлука на влада на Република Македонија и таму се инсистира на дефектите во имплементацијата, не на редефинирање на рамковниот договор. Две работи се ставени на маса. Во фонот на сите овие работи, едно е двојазичност на територија на цела Македонија, па дури Зоран Заев во интервјуто со Ета Джара
на косовска телевизија рече што е проблемот керку забавиште во Струмица да учи на албански јазик, и второто е федерализација на Македонија. Тоа се двете работи, двете прашања ставени на фонот на сите овие разговори. На крај ќе се сведи дека целата политичка криза е направена за тие две работи беа решени. Федерализацијата беше дел од медиумското така спинување, препукување. Ве уверувам дека федерализацијата не била како прашање дел од Фрачковски и Геровски отвори федерализацијата. Јас сум учествувал во дел од тие консултации и ве уверувам дека федерализацијата секако не била дел од прашањето, не зашто мислам ја дека не треба да се зборува. Ја мислам дека во Македонија треба да се развие капацитетот на овој народ тука да разговара за се што, затоа што здрава држава може за се што да разговара. Но во тој преглед федерализацијата не била, двојазичноста била као уставна категорија гарантирана по закон, по устав. Ќе имаме ли ревизија на рамковниот договор? Беше најавена до крај на година, додека го правиме овој интервју се уште не е публикувана таа верзија на можна ревизија, оценка и можна ревизија на рамковниот договор, меѓутоа одредени сигнали се пуштат, двојазичност на територија на цела Македонија, можно конституирање или предефинирање на таа преамбула на уставот кај што Македонија била држава на сите граѓани кои живеат во Македонија, а не матична држава на македонскиот народ и на останатите народи и граѓани кои живеат во оваа држава, може ли да се влезе во еден процес на едно позначено редефинирање на уставната форма на Република Македонија? Видете, не за залудно се вели рамковен договор. Значи тоа е еден договор кој што е рамка за иднината. И нормално е дека за него треба и може и ќе се дискутира и ќе се разгледува идни варијанти. Како да се установи, како да се уреди Македонија. И уставно и законски и во релациите македонци-албанци. Полека, но сигурно Македонија ќе се движи кон таа флоскула да биде Швајцарија на Балканите, бидејќи некаде за 20 или 30 години македонците нема да бидат мнозинство население во рамки на својата матична држава Република Македонија, и тоа всушност ќе го отвори со целата жестина прашањето: ако македонците не се мнозинство население во рамки на Република Македонија, тогу зошто името на државата да биде Република Македонија? Ако се преброиме и ако видиме дека за 35 години, според сегашните трендови, македонците ќе бидат малцинство во својата Република Македонија, значи ќе бидат под 50%, ако се сега некаде околу 67 до 70%, значи ако тоа се случи за 35 години најмногу, многу ми навелат некаде за 25 до 30 години, многу пореално се случи македонците да станат малцинство во својата држава, тоа знаете, некој ќе го постави прашањето: ако македонците не се мнозински народ и не се мнозинство во Република Македонија, зошто таа држава се нарекува Република Македонија? Секако дека имате право со тоа што го кажувате, и јас затоа апел имам до сите македонци во Македонија и до сите граѓани во Македонија. А многу ве напаѓа и за абортусот, многу ве напаѓа и за други работи. Многу ве напаѓа сите тие ваши ставови дека треба македонците и до сите граѓани во Македонија да работат на тоа прашање. И сите граѓани во Македонија, без оглед дали се албанци, дали се роми, дали се срби, дали се припадници на бошњаци, не знам на која било друга нација во Македонија, сите ние треба да се отрезниме дека мора да живееме во оваа држава заедно и мора да имаме исти стандарди за сите нас, по однос во секој поглед. Никој во оваа држава не треба да има привилегија поголема едниот на другиот, оти сме граѓани сите еднакви граѓани на оваа земја. Но ако јас и вие додека земиме пушка, ако јас и вие земиме пушка и се бориме за нашите права, например, вие да земите пушка и се борите за 5 цркви нови у Битола, ја да земам пушка и да се борам за 5 нови телевизии во рамки на Скопје, ќе се истребиме. Не само што ќе не затворат. Вамо ако се земат пушки, тие се национални херои. Затоа тие се министри во владата, тие се коалициони партнери, тие се главни, тие се херои кој типот на Јосип Брз Тито 45-та година. Мора да ставиме ние крај на тоа дека некој мора да биде привилегиран. Во никој поглед не сме никој да биде привилегиран. Ако ја си ви речеме, не може да се гради џамија, бидејќи таму нема услови, бидејќи не е запазена цела процедура. Во Пробиштип, например, тоа сме албанофоби и исламофоби. Ама ако они не дозволат во Октиси да се гради црква, тоа е демократија. Ако јас и вие сметаме дека тие 150 луѓе што загинаа во Париз, дека тоа не говори добро за исламската вера, исто сме исламофоби. Бидејќи тие се плашат од тие луѓе радикални во нивните редови да кажат тоа што го мислат. Видите, тоа се двојни стандарди.
Или ке имаме правила кои важат за сите, точно, јас кажувам дека или нема не да има двојни сме, не или сме нема да не има да тоа има држава. двојни или тројни стандарди. Мора исти стандарди да бидат за сите. Военна држава, унитарна, како што е наша Република Македонија и како другите, не можете вие да варате повеќе јазичност, да мора да се застапи. Ете, Творановиот договор е направено тоа што е направено, каде што се мнозинството да се говори албанскиот јазик, да речеме. И сега се отвара тој рамкова, ни велат, сега треба да се надгради. Ама во другите држави унитарни, како Австралија, вие немате шанси да не зборувате и да речете дека за мене во мојот регион ќе се зборува само мојот јазик и не важи англискиот јазик. Англискиот важи за сите. И сите институции само англиски се зборува. Не дай Боже, ке стане Битола 20% албанци. Ке ви стаат тука на улицата двојазичност. На улицата кај што е митрополијата, кај што се главните цркви, ќе ви ги направат двојазични. Зборот ми е дајте да се поучиме од држави и во светот кои веќе тие прашања ги решиле. Ако во Америка за сите е англискиот јазик задолжителен, така во Македонија треба да биде македонскиот задолжителен. Слушнете ова изјава на господинот Кирчо Киров, кој беше голем шеф на бугарското воено и политичко разузнавање. Ние требаше да направиме едно интервју со господинот Киров некаде пред еден месец, меѓутоа поради неговите здравствени проблеми, тоа интервју го одложивме некаде за јануари, февруари идната година. Меѓутоа слушнете неговата изјава и неговата анализа како ќе биде радикализирано ромското население не само во Бугарија, туку и надвор од територијата на таа држава. В България преминават множество различни хора, които са пребивавали в региона на Близкия изток, в Сирия или в Ирак, или не дай се Боже в Либия. Една част от тях, това е доказано и от нашите специални служби, осъществяват контакти на територията на България и аз нямам никакво съмнение, че част от тези контакти са и с представители на тази ислямизирана част от ромското малцинство. Безусловно тези контакти не са случайни и това, от което аз се боя, е, че те имат за цел да радикализират в много по-голяма степен тази част от ромското население и да постигнат и друг резултат, да се разшири процеса на ислямизация и извън сферите на ромското население. И тоа е она што јас ви го кажам изминатите 2 месеци, дека мекиот стомак на Република Македонија, токму ромското население, кое е бројно, кој има висок степен на наталитет, кое е необразовано и кое е сиромашно и кое всушност е одлична подлога за тие арапски, муслимански, исламистички пари да биде радикализирано со нивно влијание и со нивна помош. Значи, вие сте припадници на една голема империја. Вие, например, на Египет, Рамзес први, Клеопатра, значи една цивилизација, една цивилизација огромна, да речеме, огромна, со едно огромно историско наследство и така натаму. Ромите, значи, се припадници на таа една индиска цивилизација која ни Александар Македонски не успел. Да, не успел да ја освои. И на крај, вие како припадници едните и другите на такви големи цивилизации ќе се албанизирате поради рамковен договор. За жал, ние последните 20 години живееме во закон на џунглата. Значи, што повеќе бројни, то повеќе права. За жал, така и се претвори нашиот систем после Охридска рамка. И втората линија или второто поле на делување е градот Битола, кој е многу битен, како за исламистичките, така за албанските структури во рамки на Република Македонија. За исламистичките структури или за турското влијание, Битола е битен град, бидејќи таму е роден Кемал Ататурк. За албанците Битола е битен град, бидејќи таму се ударени темелите на албанската азбука и ќе направат све со многу пари, со многу население кој се доселува од кичови околните места токму во градот Битола да биде сменет етничкиот состав во рамки на Битола, Битола да стане двојазичен град и некаде по 10 години Битола да биде монастри. Дедо Петар, вака така ќе албанизират Битола како што тргна? Па, јас не знам дали ќе се албанизира Битола или нема да се албанизира. Тоа зависи пред се како гледаме ние на соживотот на сите кои живееме тука во Македонија. Видите, во Битола им е многу важна. Уште 99-та година Арбен Џафери, својот председателски кандидат, господинот Неџипи, кој беше министар, односно заменик министар за здравство, го предложи за председателски кандидат 99-та година. Значи што тогаш не од Тетово, не од Гостивар, не од Куманово или Струга, кај што има многу повеќе албанци, туку токму од Битола. Битола им е битен за да може да ја прошира таа своја мегали идеја
на една голема Албанија, и тоа влага во тој пакет. Добро, своевремено имаше некои од албанските политичари што дава изјави од овој тип. Ние го бараме амбарот, мислејќи на Пелагонија. Битола за албанците е многу битен град. Не е никој виновен на македонците, освен самите македонци, што нема се уште можеби единствен народ на Балканот и нација, па и држава, ако сакате, која нема своја национална програма. Според моје видување, може би има некоја што не ја знам јас. Значи, штом ние како држава и како народ, како нација, немаме своја програма национална, што сакаме и што бараме, очигледно дека ќе ни се случува тоа што ни се случува. За решавање на тоа прашање со федерализацијата мора да бидат исполнети неколку предуслови. Еден од тие предуслови е голем регионален конфликт, вториот од тие предуслови е голема внатрешна нестабилност во рамки на Република Македонија. На таа тема ние разговаравме изминатите две емисии со Југослав Петрушич и со Војслав Шешелј. Што ќе се случува со регионот? Трет пат ве прашам, бидејќи сме сериозно загрижени за еднината на регионот. Американци држат целу Македонија под контролом. Мислите дека не се откажени американците од таа своја стратегија на голема Албанија? Американцима е тоа дугорочни цилј, али нече још да крену са великим ратом у Македонiji, dok se Srbija ne natera da se odrekne Kosova i Metohije i dok Kosovo ne postane članica Ujedinjenih nacija. Значи тие ќе им бидат најверен сојузник, еден вид на носач на авиони на американците и на американските интереси во регионот. Glavno američko uporište u Evropi treba da bude Velika Albanija. Ако се загледаме во иднината, почитувани гледачи, можеби тоа нема да се случи идната година, меѓутоа ќе бидат удрени темелите идната година за тоа што можеме да го очекуваме наредните 5 или 10 години, тоа е Македонија да биде одредена хибридна територија, а македонската нација да биде одредена хибридна нација, односно Македонија да функционира по принципот на Соединетите американски држави, односно се стопат сите можни разлики, етнички, верски, секакви останати, да може македонската нација или граѓаните кои живеат во рамки на Република Македонија да бидат хибридна нација, бидејќи на тој начин најлесно се смета ќе може да бидат решени сите конфликти внатре во рамки на Република Македонија или да биде реализирана таа флоскула некаде пред 100 и кусур години Македонија да биде Швајцарија на Балканот. Првиот чекор во реализација на тој концепт ќе биде процесот на двојазичност на територија на Република Македонија. Можеме ли да кажеме збор-два за Македонија, малка понежно да не ги сплашиме гледачите? Они морају да изазову борбене операције, значи борбене операције на територии Грчке, Македонија и Србија идуće године. Од месеца марта до краја лета ќе изазвати више тих операција кои ќе послужити управо да се ови луѓе инфилтрирају и инсталирају на тим територијама. Знаете ли колку луѓе се ќе чекат што ќе се случи од март до јули идната година? Ќе ве чекат, ќе ве умерат секој збор, секоја запирка, секоја реченица што сте кажале и ќе ви наоѓаат грешки. Сигурни сте во ваш процеки дека тоа ќе се случи? Дали сте сигурни дека ќе се случи? Васко, 30 година се бавим овим. Најмање ми е битно шта ќе ти луѓе да кажу и дали ќе. Нити ја имам намеру, значи молим те ово да пустиш, нити ја имам намеру да некога плашим или да не плашим. Ти луѓе мора да схвате да су проживели све и свашта и ратове и да се ове територија стално биле под ратовima, да ничега не требају да се плаше. Све тоа што се ради е манипулација да би се дошло до крајниот cilja. А крајни cilj е управо оно што сам ти рекол. Да ове територии буду хибридне територии и да на овим територијама се изазове паника, страх. Ја ово и причам људима да не буде страха. Пред да го отвориме регионалниот контекст во рамки на оваа емисија, слушнете ова изјава на Марко Лопушина, кој важи како човек кој најдобро ја познае работата на сите тие балкански тајни служби. Досега постоеше теорија дека Саудиска Арабија, како една од најбогатите земји во светот, има стратегија да ги плаќа бегалците, првенствено со потекло од Сирија, да дојдат на територијата на Европа. Имате сосема поинакви анализи и сознание дека првично Путин плаќа таа бегалска криза да се отвори да ја дестабилизира Европа. Да, Саудиска Арабија као продолжена рука Сјединените амерички држава е 90-ти година покушала да исламизуе прво Балкан, користејќи распад Југославија и користејќи рат на простор бивше СФРЈ. И данас ми имамо муџахедински центри у Босни и Херцеговини, имамо регрутовање джихадиста на Косово и Метохија, у Санџаку и така дали и така дали. Имамо породице кои шетају, забраđene жене, братати мушкарци кои примају 1200 евра месечне плате од Саудиска Арабија да би
propagirali islam. Меѓутоа ова бегалска криза, која всушност ескалира сега, почна пред 1 или 2 години, смета дека Путин стои позади тоа. Tako da su oni pokušali da iskoriste migrante, da pojačaju prisustvo islama na Balkanu, Južnoj Evropi, pre svega Španija i Italija, pa onda da oni se sele ka Evropi. Ali Evropa je to zaustavila, jer svi oni brodovi koji su išli iz pravca Afrike prema španskoj, italijanskoj obali su bili zaustavljani. I to je bilo tokom proleća i leta. Međutim, Vladimir Putin i Ruska federacija su iskoristili taj pokret, uložili 40 miliona evra da pošalju migrante iz Sirije u Evropu, da Evropi naprave problem sa doseljavanjem migranata i sa velikim finansijskim troškovima oko njihovog zbrinjavanja. Навистина по команда таа река на бегалци почна некаде пред летото оваа година да се движи во правец кон Западна Европа. Svi ti ljudi, kad dođu ovde u Beograd, u prolazu, se okupljaju, njihove vođe, organizatori migracije, se okupljaju u hotelu Union. Tu u Nušićevoj ulici se nalazi pošta, koju ja koristim. Oni dođu u tu poštu, zaposednu jedan šalter, na 5 šaltera se plaćaju računi, podiže novac. Oni na tom jednom šalteru preko Western Uniona podižu 300.000 dinara, oko 3.000 evra dnevno. Znači njima neko taj novac uplaćuje, tim organizatorima. Ti organizatori daju tim migrantima da mogu da plate taksi, prevoz, da mogu da, kad uđu u neki novi grad, da kupe hranu i tako dalje. Prvi nalaz je naše policije bio, kad je prva tura krenula prema Mađarskoj, da su svi oni imali tačno $1.000 kod sebe. Točno po $1.000. Tačno, svaki čovjek ima $1.000, a oni imaju priču. Ja sam prodao auto, ovaj kaže ja sam prodao kuću, ovaj kaže ja sam prodao zemlju. Pa kako si prodao baš za $1.000? И како си продал тамо кај што има војна. Јасно. Кој сака да купа тамо кај што има војна, кај што се руши. И кад не знае чие ќе тоа да буде. И нема да знае што има иднина тамо на тој простор. Значи некој им дава дневници. На почетокот велите тоа се русите, кои се сега? Да. Кој сега им дава пари на тие луѓе? Pa verovatno da im Asad daje, a glavni sponzor i zaštitnik Asada je Rusija, je Putin. Руската стратегија во Сирија може да биде поделена на 3 дела. Како прво, структурите на ИСИЛ да бидат изгонети и истерани надвор од територијата на Сирија и дислоцирани на територијата на Либија. Во Либија постојат оптимални услови за ново функционирање на ИСИЛ, бидејќи тamo е Префарлин е нивниот духовен и политички водач. Всушност, Либија располага со огромно количество на нафта, располага со огромно безвластие и располага со огромни реки на бегалци. Тоа се 3 структури кои ќе им возможат на ИСИЛ повторно да бидат многу мокен фактор на светската политичка сцена. Како второ, на територијата на Блискиот Исток, Русија со помош на Иран, Ирак, Сирија и Либан да направи кинески зид кој ќе го оневозможи тој физички контакт помеѓу арапскиот природен газ и арапската нафта со територијата на Западна и на Централна Европа, односно носење на таа арапска нафта и арапски природен газ до територијата на Сирија и подосна под Медитеранот со помош на нафтоводи и гасоводи, таа да биде донесено до Западна Европа. И како трето, со таа структура на ИСИЛ кој ќе биде изгонета од територијата на Сирија и со тој руски кинески зид кој го дели Блискиот Исток на 2 дела, најголем губитник ќе биде Турција која ќе стане слаба регионална сила. Бевте во Сирија, која е стратегијата на Путин која можевте да видите на лице место за тие 3 дена дека вие престојувавте ексклузивно во Сирија? Русија свесна да ако би режим Башара ал-Асада пао и ако би Запад овладао интересно prostorima Sirije, ne samo interesno, nego i faktički, da bi Sirija poslužila kao ruta za budući gasovod i naftovod koji ide iz područja Emirata, znači Katar, Saudi Arabija, Kuvajt, Irak, Sirija, a onda podvodno kroz Mediteran do Italije i na centralnu Evropu. Budući da je strategija Sjedinjenih Američkih Država da odvoje Evropu, pre svega Evropsku uniju, od energenata sa istoka, iz Rusije, to su Rusi svesni da bi takav naftovod, gasovod koji bi išao prostorom Sirije, na neki način izbacio iz igre sve ruske naftovode koji idu prostorima jugoistočne Evrope. Znači, južni tok koji je već sad izbačen zbog Bugara, turski tok, i Turci nemaju to više nekih interesa, su ih Amerikanci stisli, ali ako bi nafta preko Sirije i gasova dolazili preko Italije i centralnu Evropu, onda bi moguće bio izbačen iz igre i ovaj severni tok koji ide direktno od Rusije preko Baltičkog mora do Nemačke. Tako da bi Rusija ostala praktično prikraćena za velike prihode
za svoj budžet od prodaje nafte i gasa, a to je način da se Rusija ekonomski unazadi i da Amerikanci zapravo spreče Rusiju u njenom ponovnom uzdizanju u status svetske суперсиле. Ако Русија ги оствари своите цели на Блискиот исток и своето влегување во таа војна во Сирија, тогаш Русија многу лесно ќе ги продаде сите своји стратешки позиции на Балканскиот полуостров на големо жалење на сите русофили, бидејќи Русија ќе чека некои подобри времења, тога со помош на Црна Гора, на Србија и на Бугарија, направи тука на Балканот одреден кинески или берлински зид кој ќе го дели Балканскиот полуостров на два дела. Меѓутоа Турција ќе се наоѓа во многу потешка позиција и таа ќе мора да влезе во два конфликти ако сака да ја зачува својата, ајде да речеме, стратешка супериорност во овој дел на Европа, како прво да има конфликт со Русија и како второ да ги финансира сите тие радикални исламистички елементи на Балканскиот полуостров. Бидејќи Турција по мене ја изгуби својата стратешка предност, а тоа е да биде модел за сите арапски држави кои беа зафатени со арапската пролет како да се развиваат како полудемократски, полуисламистички форми. Турција тоа го изгуби изминатите 2 или 3 години. Не, Турска жели да најаши на америчку политичку теорiju o islamizaciji Evrope. Amerikanci su izazvali reakciju islamskog sveta tako što već 20 godina ratuju u njihovim zemljama, da bi osvojili njihove strateške pozicije, odnosno izvore vode, nafte i tako dalje, i svog profita. Ali Amerikanci idu na činjenicu da će 2070. godine muslimanski svet da nadvlada hrišćanski svet i da će broj stanovnika biti za gotovo milijardu veći muslimanski nego hrišćanski. Danas je pola milijarde su hrišćani brojni od muslimana. Za 60 godina će muslimani da budu brojni. I Amerikanci su krenuli pre 20 godina sa islamizacijom, već smo govorili o tome, Balkana i juga Evrope. Sada Turska shvata da ona treba da bude nosilac tog pokreta islamizacije čitavog sveta, odnosno kompletne Evrope. Turska je vojna i politička kolonija Sjedinjenih Američkih Država, a ekonomska kolonija Nemačke. Ona je vezana i zavisna je od Berlina i Vašingtona, ali tu pokušava da izgradi svoj stav i da ima svoje mesto tako što će da postane vođa islamističkog pokreta. Ona želi da obnovi Otomansko carstvo i to ne skriva. Kad je posljednji put bio turski premijer u Sarajevu, on je otvoreno rekao da Sandžak, Bosna, Hercegovina, deo Makedonije, to sve treba da bude. Неколку градови им се клучни. Кога гледате временска прогноза на турска радиотелевизија, гледате тамо Скопје или Ушкуп, како го нарекот, Приздрен, например, го зимат, а не Приштина, Нови Пазар и евентуално Сарајево, значи таа линија или зелена трансферзала. Трансферзала која ми пишем у нашој земји веќе 30. Или како велат и главната сала, спортска сала на Олимписки тигри во Сарајево, значи се изгледам главната сала на Олимписки тигри во Сарајево се нарекува Зетра или зелена трансферзала. И сад ми имамо овде Ке се задоволат ли се, извинувам, да го обноват само Османлиското царство? Мене ми се чини дека ако Сулейман Величествениот стигнал само до Виена, овие сега сака да стигнат до срцето на Европа, до Брисел, до Германија. Не, они до Норвешку, причали smo Norvešku, oni hoće i Norvešku. Jer evo, grade se džamije po Švedskoj i Norveškoj. 250 džamije je podignuto u posljednjih 10 godina u Evropi. Rumunija diže najveću džamiju za 2000 vernika. Rumunija, православна земја. Турција на Балканот ќе функционира, а посебно во Македонија, преку 3 своји упоришта. Првото исламската верска заедница, второто се невладините организации кои на исламистички принципи функционираат во рамки на Република Македонија и трошат огромно количество на турски пари, и како третото ромското население кое функционира, кое живе и екзистира посебно во делот на Источна Македонија. Имате ли логичен одговор? Имаме логичен одговор. Зашто Давутоглу, зашто Тајип Ердоган фрлат пари во Република Македонија? Тоа исламистички медиуми прават верски партии. Знаете за која верска партија се збори, таа што е сега нова формирана, и на нивно чело не стават турци, стават албанци. Зошто? Видите, луѓе, Турција е друга држава. И јас сум тука да зборувам за турците во Република Македонија. Ама да разбереме вас, но Турција е матична држава. Ако Турција смета дека не треба тие пари да ги користи, да зајакне турскиот елемент во Македонија и да дозволи тој турски елемент да се асимилира и ги фаворизира албанците, тука нешто не штима, нешто смрди. Нешто не штима, веројатно, ама не штима од почеток, бидејќи турците во Република Македонија, од страна на Република Македонија се ставени на маргините на реалниот живот.
на маргините на се што се вика цивилиско однесување и нормална последица е ваквото однесување. Имаше пред пола година, пред една година голема афера во Турција, кога директорот на една мокна турска банка која е присутна во Македонија беше фатен и му беа запленити големи количества на пари, некаде 10 милиони евра се спомнуваше и имаше кажано дека тоа е за операции, не мислам операции медицински, туку операции политички, верски, секакви други во рамки на Република Македонија. Тие пари се ги гледаме, се појават по медиуми, се појават по политички. Добро, да прашам, каде е власта? Турција, ама Турција уопсен. Ама добро во Турција. Ама каде е власта во Македонија да ги испита тие наводи? Каде е власта да излезе со информација дека дали е тоа точно или не? Каде е власта да каже дали е возможно или не? Каде е власта да ги испита сите тие невладини организации кои немаат 5 банки на сметка, а прават ифтарски вечери со 600 луѓе, каде што Груевски и Ѓорги Иванов седат на чело, и сега тие не можат да одговорат, ја можам, треба да одговорам. Јас нити сакам, нити можам да одговорам. Во рамки на албанското политичко милје ќе има еден жесток конфликт по таа линија на разграничување на проамерикански и на происламистички структури. Тоа што се случи во Кумано некаде пред 7 месеци беше внатрешен конфликт и одредена борба за власт во рамки на таа проамериканска структура, односно некој сакаше да биде Али на местото на Али Ахмети. Меѓутоа во нейните неколку години со тие силни пари кои доаѓаат од арапскиот свет и посебно од Турција ќе јакне таа происламистичка структура во рамки на албанското политичко и општествено милје. И ако на наредната година, тоаш наредните 2 или 3 години ќе можеме да очекуваме едно жестоко раскусурување токму по таа линија на разграничување на проамерикански и происламистички структури во рамки на албанскиот блок во Република Македонија. Добро сум мислил што се случува во албанскиот дел. Гледате тамо, па ферментирањето е уште поголемо. Значи во делот на политички партии, во делот на медиуми, во делот на некоја, ајде да речеме, разграничување по таа линија на проамерикански происламистички структури во рамки на албанскиот општествен блок и општествено милје. Во албанските етаблирани политички партии нема никакви осем албански проевропски и проамерички политички партии. Сигурен сте? Апсолутно. Па две телевизии ви отвори, едната е класична происламистичка телевизија. Ние збориме за етаблираните албански политички партии. Што не значи дека нема нови треба да поминат низ изборен процес, низ изборен циклус. Вие сте имале и радикални, дури и верски македонски партии кои не поминале на пазарот. Така да според мене, ако 2-3 луѓе излезат со ставови, тоа не значи дека тоа е генерален став. За мене сите партии кои се појавиле треба да поминат низ изборен процес, ако веќе не поминале, бидејќи и од вон парламентарните, некои од нив поминале низ изборен циклус. Добиле поддршка од граѓаните и тие може да се повикуваат на граѓаните, не на народот, пошто кај да се има некоја извртена теорија сите на народот се повикуваат, а всушност може да се повикува само на нивните гласачи. Ако тоа помине на избори, тоа што треба посериозно да се позабавиме со тоа. За жал, во текот нидната година полека ќе гледаме како Македонија станува комплицирана држава од типот на Косово или типот на Босна и Херцеговина со дварамковни договори. Таа ќе биде многу неефикасна, многу скапа држава и држава која за да биде одржувана во живот ќе треба многу кислород не само од власта, не само од опозицијата, туку многу повеќе од меѓународната заедница. Имам чувство дека ние полека влегуваме во еден босански филм, кај што постојат договори надвор од влада, надвор од парламент, седат трипартитни тие разговори срби, харвати и муслимани, овде 4 политички партии, тие се договарат околу клучните работи во рамки на државата и како велат во рамки на медиумите во Македонија, ама ќе дојди хан и ќе ја реши политичката криза. Гледате, он има легитимитет да ја решава политичката криза. Значи, таа е изместена прво надвор од парламентот, второ е надвор од владата, седа 4 партии не се договарат и доаѓа хан и ја решава политичката криза. Тоа по мене делува помалку босански, не помалку, многу босански. Да, и тоа е многу жално за Македонија. Жално затоа што Босна е многу малку функционална држава. Стануваме апсолутно комплицирани. Не само комплицирани, стануваме луѓе кои што сами себе си не може да си одредат судбината, туку секогаш бараме некој друг да не реши проблемите. Тоа значи дека немате капацитет вие да договорите некои институции да функционираат како што треба и да ги решаваат проблемите, туку викате ајде ние ќе пробаме јас со вас да ги решам, работите и ако не решам, еве колега од странство ќе дојде, тој ќе пресече вака или онака. Па го гледавте интервјуто со Заев пред 5 дена. И на крај имаме заклучок на колешката новинарка која вели, значи вие не сакате избори, добро, ќе дојде хан и тој ќе одлучи дали ќе има или нема да има избори. Се извинувам. Па зашто идеме да гласаме? Па зашто постојат политички партии? Па зашто постои јавност во рамки на Република Македонија ако дојде хан од Австрија и ќе ми каже дали ќе има или нема да има избори? Ако е фер на преварот,
ако е фернат преворот за време пред и за време на изборите, тогаш нема дилеми дека народот треба да реши, граѓаните треба да решат кој ќе ја управува земјата, а не странците. И тука мислам дека сите овие напори што се прават да се реформираат ДИК, да се реформираат медиуми и ова она, одат во таа насока. Ако тоа се заврши, а треба да се заврши, тогаш ќе имаме нормални избори, ќе се расшири, ќе се разјасни маглата, ќе можат граѓаните да си го продолжат животот нормално без овие секираци за тоа ќе има, ќе не биде, нема да не биде и така натаму. Најавена е посета на Хан. Хан треба да е некаде, како што рекол, првата половина на јануари, значи наредната година. Може ли да се случи Груевски да поднесе оставка? Бејќи нели според некои толкувањето треба да го направи до 31 декември, според други толкувањето може да го направи до 13 јануари, за на 15 јануари веќе да биде избран нов премиер со нов мандат од страна председател Ѓорѓе Иванов. Може ли да се случи Хан да дојде по давање на оставка на Груевски, што во таква една ситуација, а да бидат пролонгирани изборите? Се е можно, тука не можеме да... Се темпира ли посетата на Хан да биде по давање на оставка на Груевски? Може би. Оставате ли простор да нема предвремени избори на 24 април, бидејќи едната страна во тие разговори, или едната четвртинка, како што вели Зоран Заев во тие разговори, смета дека не се исполнити условите за 24 април да има избори. Има нели најава дека Груевски мора да се замене до 1 јануари или најдоцна до 13 јануари. Има втора најава дека Хан ќе дојди на почетокот на наредната година, може да се случи Хан да дојди по давањето на оставката на Груевски. Да. Можеме ли да влеземе во еден вакуум простор? Груевски да даде оставка, а да има пролонгирање на изборите 24 јануари? Ако ние ги слушаме само представниците на политичките партии, за едната страна во секое време ќе имаме услови, за другата страна нема да имаме услови. Значи, сепак дека ни требаат предвремени услови, предвремени избори. Предвремени избори проценија и независни, да кажам, институции, значи не беа ставови само на домашните учесници во процесот на избори. Да, на Македонија е потребно стентирање, бидејќи ние сега одеднаш секој случај, сите негативни енергии се напикање во една точка. Верувам дека и проценката дали се створени условите за предвремени избори, значи оптималните услови за предвремени избори, секако за тоа ќе треба да кажат збори и цивилното општество и нашите меѓународни партнери, затоа што се пообјективни отколку странките учеснички во процесот. Затоа ти кажам, значи ако е до владеачката, услови има, немало потреба и овие промени се направат. Ако е до опозицијската, секако и тие знаат дека потребните промени не може да се направат до април, нарочито со ова успорувањето на целиот процес, така да верувам дека тука ќе треба арбитража од нашите меѓународни партнери, а секако дека и цивилното општество тука има што да каже, верувам дека ќе каже. Кај нас има објективно цивилно општество, не целото цивилно општество за страното. Значи има тука... Има едно 5% објективно цивилно општество и 95% финансирано од Сорос, така да се согласувам со вас. Тоа е исто ако знаете да кажете дека на Гренланд има сонце, да, има 3 дена во годината. Ние не делиме исти ставови, нели, за идеалите и целите на Сорос, но нема врска. Значи кај нас грешката е што се користи терминот соросоид, значи затоа што е пежоративен термин, он укажува на нешто што е аномалично. Значи, не, укажува можеби на нешто што сака да дојде на власт без избори. Тоа е флоскулата и таа не е далеко од вистината. Во секој случај на власт не се иде без избори. Но секако на власт може да се дојде и на секакви избори. И што да кажеме за крај, почитувани гледачи? Се плашам дека Македонија полека ќе почне да ликува на Босна и Херцеговина, да биде една држава со одредени провизорни институции, кај што власта, собранието и другите политички органи ќе мора да функционираат на еден нестандарден, нетипичен начин, кај што власта ќе биде сконцентрирана во рацете на 4 лидери на политичките партии, кои на таа округла маса ќе го договарат сите политички процеси и разврски во рамки на Република Македонија. Бидејќи тие тешко ќе може да се договарат, помошта ќе треба да им доаѓа од страна на меѓународната заедница. Тоа ќе прави Македонија доста нестабилна и нефункционална држава. Јас се плашам дека во текот на 2016 година ние сите ќе поминуваме низ еден многу мачен процес на фрустрации, гледајќи ги тие процеси во нашата држава. Бидејќи ние ми се чини полека влагаме во една ситуација која е разврска на сите договори. Сите да се подеднакво стрикни или не стрикни од тие постигнати договори. Дали тоа ќе се рефлектира како изборни бројки, ќе видиме, но моја проценка и моја чувство е дека всушност ќе имаме едно радикално отрезнување во рамки на Република Македонија. Едната страна по 8 или 9 пат ќе се освести дека не може да победи со таква стратегија на изборите, а втората страна
Може би ќе има одлични изборни резултати, но нема да има власт која е адекватна по својата сила врз база на резултатите кои ќе ги постигне на тие избори. Мислам дека на тие избори власта што ќе победи ќе постигне многу подобри резултати, ама ќе има многу помалку ефективна власт отколку што има сега. Да, готово е со тие методи на владење каде што немаше контрола од граѓаните. Значи завршивме со таа приказна со овие афери околу бомбите, со изведувањето на виделина на сите оние работи кои што може би некој подсвесно ги почувствува дека се елементи на политички менеджмент, на владење и кои што не се нели многу сјајни, меѓутоа се случува. И веќе е јасно дека дури ако владеачката коалиција сега победи, значи зборувам и за ВМРО, ДПМН и ДУИ, ако победат двете политички партии, повторно створат коалиција, веќе нема да можат да владеат со таква бестрашност, да речеме така бескрупулозно во иднината, бидејќи веќе ќе морат да сватат дека граѓаните не се истите што беа од лани и не се истите нивните желби да има поголема демократска контрола и легитимитет на институциите. А од друга страна мислам дека СДСМ ќе мора да научи лекцијата дека колку поблиску се представува до граѓаните со соодветна програма, толку подобро ќе помине, наспроти оно што го правеше до сега, односно цело ова време за време на аферата, е тоа да кажува видете ги овие што се на власт, тие се вакви, онакви, кратци, не знам што, и не се тие што треба да бъдат Македонија. Значи не со негативна кампања, треба да си смислат позитивен филм, позитивна приказна. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Vinajko German Lemonade. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Ова е последна емисија за ова година, почитувани гледачи. Јас ви посакувам многу среќни новогодишни празници, многу среќа во 2016 година, а ние се гледаме со нова емисија на 11 јануари. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.